Охрид и годинава ќе има безпрекорна организација за најголемиот верски празник кој го празнуваат охријани. Богојавление Водици и денот на рибарите, вели градоначалникот Никола Бакрачевски. Тој најави дека состанок денеска одржа и координативното тело за техничка организација на православниот празник Богојавление Водици за 19 јануари и денот на рибарите 20 јануари, кој од година во година станува се поголема туристичка атракција. Се надевам дека и ова година, како и минатата година, која што според проценките на очевидците, на граѓаните на Охрид, на гостите, ќе имаме перфектна организација, техничка организација на овие 2 дена од престојните празници. Службите на општина Охрид се максимално подготвени за реализација на ова манифестација. И за техничка организација, знаете дека секоја година општина Охрид ја презема техничката организација и координирањето со сите активности кои што се потребни за една добра организација и добро представување на Охрид во добро светло пред гостите, пред граѓаните и пред сите оние кои што сакаат да присуствуваат на ова и верска и во исто време туристичка манифестација. Бакрачевски потенцираше дека веќе се направени консултации со митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј околу религиозниот дел на подготовките, затоа што за овој ден појдовна точка се религиозните чувства и затоа што ова е најголемиот религиозен празник во Охрид. Значи со благослов на митрополитот, значи направени се веќе првите консултации како ќе течат подготовките. Во принцип ќе биде проследена истата она организација која што имавме во текот на минатата година, ќе бидат вклучени покрај општинските служби и јавните предпријатија, се разбира стандардно и сите оние здруженија, односно институции кои што постојано ни помагаат за организација на голем број манифестации во Охрид, а тоа е пред се Црвениот крст, понатака Амфора од Охрид, секако капетанија од Охрид, СВР Охрид и сите оние други институции. Градоначалникот ги покана и граѓаните масовно да се вклучат во организацијата, но и прославата на овие празници, но и туристичките работници да им излезат во пресред на барањата на најавените гости, затоа што Охрид е најпривлечна туристичка дестинација за Водици и дека и годинава има најава за голем број туристи кои сакаат овие денови да бидат во Балканскиот Ерусалим во Охрид.